Денес е празникот Светници, влегување на Христа во Ерусалим. Имено кога Христос го воскресна Лазар од мртвите, се повлече за да не биде убиен од страна на евреите, но сепак треба да пострада кога ќе се исполни времето. Дента пред влегувањето негово во Ерусалим, тој дошол пак во домот во домот на Лазар со своите пријатели, каде што вечерале и Лазар бил со нив. Тој на апостолите им заповеда да му донесат осле со ослица за наредниот ден тој да влезе во градот седнат на магаре. Тоа го представува неговото понижување, како тој цар на Израилот, а влегува седнат на осленце на син на подјаремница. Малото осленце или малото магаренце не представува нас луѓето од тоа време незнабоштвото, кои биле под јарем на незнабоштвото и на сето она зло кој го правеле и извршувале. Па така Христос, седејќи врз нив, да се одмори и да ги поучи со словото на вистината. Кога влегувал во Ерусалим, децата мали, носејќи во раците врбови гранчиња, бидејќи кај евреите имало традиција секој оној кој победоносно влегува во градот да биде пречекан со врбови со палмови гранчиња, па така и Христос, јавајќи на осле, бил пречекан со палмови гранчиња и децата му пееле Осана на синот Давидов, благословен оној што доаѓа во името Господово. Некои дури ја постилале својата облека по патот по кој се движил за Христос да помине по неа. Кај нас во Светата православна црква имаме традиција да се овој празник да се прославува со врбови гранчиња, бидејќи тие најрано позеленуваат и го изобразуваат она палма која младите деца ја носеле. Дури и пророците велат од устата на младенците Господ си постави своја похвала. Уште толку јудеите се вознемируваа фарисеите и првосвештениците, правејќи план како и него и Лазар да ги убијат на Пасха. Но веќе Лазар ќе побегне и Христос ќе остане во Ерусалим, каде што ќе се крие и кај што кога ќе се појавува во деновите на страстната недела, ќе им проповеда на своите ученици и на сите луѓе, ќе им го проповеда воскресението се до мигот кога ќе биде фатен и измачуван.